Значи, продлабочувањето и продолжувањето на стратешкиот диалог за земјата дали носи конкретни резултати? Во тема на денот разговарам со универзитетскиот професор Васко Наумовски, инаку поранешен амбасадор во Вашингтон. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата. Дали продолжувањето на стратешкиот диалог може да донесе конкретен бенефит или повеќе да се чита како политички сигнал? Па имајќи предвид дека е ова прва сесија на овој диалог после 4 години, мислам дека има помалку и од двете, односно има еден јасен политички сигнал, односно дека она партнерство кое што го имаме зацртано уште во сега веќе далечната 2008 година се материализира преку ваков тип на средби на високо политичко ниво и знаејќи дека нашата делегација е составена од министри кои што се одговорни за повеќе сектори, тоа покажува дека диалогот, односно можностите за соработка кои што ќе бидат разгледувани, ќе бидат во овие области од кои што доаѓаат и министрите и верувам дека покрај јасниот политички сигнал во периодот што следи ќе имаме и поконкретни активности, но да оставиме да се одржи најпрво сесијата на овој диалог и средбите таму и да видиме после вркањето дали ќе имаме некакви конкретни резултати. Во делот на политичкиот сигнал, значи ли ова дека сад ја гледаат Македонија како стабилен и на некој начин и значаен партнер во овој регион? Ако ги анализираме процесите кои што се одвиваат во изминатите неколку месеци, а во кои што се вклучени САД, односите со Европската унија и нивните позиции во однос на некои други прашања на глобално ниво, можеме да забележиме дека Македонија е една од ретките држави која што во сиот овој период остана принципиелна во поддршката на политиките на Соединетите американски држави, иако тоа не секогаш е во согласност со политиките на некои држави членки на Европската унија, например, и одржувањето на оваа сесија со Македонија како единствена држава од регионот, затоа што САД има ваков тип на соработка и со други држави од регионот, одржувањето само со Македонија покажува дека на некој начин се дава приоритет на односите помеѓу Соединетите американски држави и Македонија. Тоа не значи дека диалогот со останатите држави не се одвива, меѓутоа во годината што е зад нас ние не видовме ниту една средба на вакво ниво со останатите држави од регионот, што може да значи дека САД навистина ја потврдуваат она добра билатерална соработка која што ја имаат со нас. И веројатно дека администрацијата ги цени оние потези кои се непопуларни ако ги споредиме со ставовите на Европската унија, па дури и на НАТО во контекст на интервенцијата во Израел. Во Иран, секогаш кога се работи за промоција на националните интереси, нашето Министерство за надворешни работи, владата треба да ги имаат предвид пред се македонските интереси во дипломатијата. Меѓутоа има состојби кога навистина треба да се направи еден избор, односно кога позициите помеѓу Соединетите американски држави како наш традиционален стратешки партнер и позициите, би рекол, на најголемиот дел од државите членки на Европската унија, не на сите, се различни, тогаш Македонија покажа во неколку наврати во минатото дека ја поддржува онаа политика на Соединетите американски држави. Тоа не значи дека ние сме спротивни на позициите на Европската унија, меѓутоа во дадениот момент нашата дипломатија одлучила дека тоа е по-целисходно за остварување на нашите национални интереси и ова е можеби еден след на тие активности, односно логички заклучок дека Соединетите американски држави навистина го ценат тоа што Македонија ги поддржала нивните позиции во минатото. Зашто конкретно ние можеме да водиме диалог со САД? Споменавте, таму се министри за енергетика, за одбрана, за надворешни работи, дигитализација. Значи, тие се областите. Но што конкретно можеме да очекуваме и сметате ли дека нешто и конкретно можеме да добиеме? Она што во изминатите неколку недели и месеци како подготовка на овој диалог се одвиваше, тоа се можностите за соработка во областите на пред се безбедноста. Ние неодамна видовме дека таа соработка се материализираше и преку набавката на определена опрема за нашата армија од американско производство, што значи дополнително зацврстување на соработката и исполнување на стандардите од членството во НАТО. Областа на енергетиката, која што, како што гледаме, станува исклучително интересна, односно значајна, да не заборавиме дека многу држави и во Европската унија и во регионот се соочуваат со сериозни предизвици и соработката со САД за многу држави, па веројатно и за Македонија, може да биде корисна за граѓаните и со тоа и за економиите на државите во областа на енергетиката, областа на дигитализацијата и можеби оној сектор на
соработка помеѓу двете држави во областа на безбедноста и дигитализацијата или сајбер безбедноста, мислам дека е една област која што добива се повеќе на значење во изминатите неколку години и верувам дека соработката која што ќе се оствари на тоа поле преку конкретни проекти ќе донесе некаков бенефит за нашите граѓани и секако во изминатите неколку месеци се интензивира и оној диалог и за зајакнување на борбата против корупцијата, организираниот криминал, граничната безбедност и така натаму. Оние би рекол веќе традиционални области во кои што Соединените американски држави ја поддржуваат Македонија уште практично од периодот на нашата независност. Тука не се работи само за исполнување на оние критериуми за членство во Европската унија, во кои што Соединените американски држави ни помагаат, туку и во она билатерална соработка која што значи конечно расчистување на теренот на овие области, односно една јасна борба против организираниот криминал и корупцијата која што ќе резултира со конкретни резултати. Не е тајна дека Соединените американски држави и финансиски го помагаат овој процес изминатите повеќе од 20 години и верувам дека тоа ќе биде дел од дискусиите таму и можеме да очекуваме продолжителна поддршка во тие области и понатаму. Што може да се смета за некакво мерило за успех? Имаше разочарување, па делумно и подсмев на социјалните мрежи, кога Македонија се најдено на листа на држави за кои се укинати селеничките визи покрај тврдењето на владата за овие вакви релации со администрацијата на американскиот председател или кога се воведоа царини, како и за останатите држави кои не тврдат дека имаат блиски односи. Во таа смисла, што може да измериме за извесен период дека е ефект или е позитивен резултат на ваквите односи помеѓу двете земји? Како што беше најавено, дел од темите за кои што ќе се разговара ќе биде и она проблематика на визите, односно привременото запирање на издавањето на иселенички визи заради прекршување на правилата на Соединените американски држави, што нашите граѓани ги направиле таму, односно се работи за една прилично чиста позиција, знаејќи дека се темели на една статистичка операција, односно голем број на наши граѓани кои што побарале некаков тип на визи, го пречекориле престојот или пак ги прекршиле правилата таму. И мислам дека тука повеќе се работи за почитување на принципите и на внатрешното законодавство на САД, отколку на некаква билатерална соработка. Истовремено, веќе подолг период, би рекол јас повеќе години наназад, Македонија и САД водат разговори на различни нивоа и за оние визи кои што постојат за обичните граѓани, односно туристичките или пак бизнис или студентски визи. Тоа е еден долготраен процес кој што бара исполнување на повеќе критериуми и имплементација на повеќе реформски активности тука. Меѓутоа, знаејќи дека Соединените американски држави во изминатите години направија еден позитивен исчекор, би рекол, и ги внесоа некои од државите во нашето соседство таа така наречена програма за безвизен режим. Мислам дека тоа ќе биде дел од темите на кои што ќе се разговара и дека ќе се направи еден патоказ за активности во тој период, не дека визите за САД ќе се укинат во наредните 6 месеци или една година, меѓутоа ќе направиме напори да ги исполниме тие критериуми и во еден догледен период да дојдеме и до таа толку посакувана политика на ослободување од визите. Да, тоа би било навистина добра вест. Имаат ли Соединетите американски држави интерес, волја да го помогнат деблокирањето на евроинтегративниот процес пат за Македонија? Иако Соединените американски држави не се членка на Европската унија, иако можеби во последниот период ние гледаме различни ставови по голем број на прашања, повеќе пати сме анализирале дека дел од традиционалните цели на американската надворешна политика е стабилизацијата на европскиот континент, а особено стабилизацијата на Балканот. САД вложија многу и во смисла на финансиска поддршка, меѓутоа и во она така наречена дипломатска или безбедносна офанзива во изминатите 30 години за запирање на војните на Балканот и оневозможувањето на нови конфликти. Не секогаш тие активности беа синхронизирани со Европската унија, би рекол во повеќе наврати, како на пример војната во поранешна Југославија, во Хрватска и во Босна и Херцеговина, требаше едно засилено ангажирање на САД со цел да се дојде до завршување на тие војни. Тоа сето беше во насока на стабилизација на овој регион и сметам дека членството на државите од Западниот Балкан во Европската унија
од страна на САД се набљудува токму како едно безбедносно прашање. Односно, покрај членството во НАТО, кое што го имат најголем дел од државите на Балканот веќе остварено, членството во Европската унија ќе значи заокружување на таа политичка и економска стабилизација на регионот и во тој контекст секогаш Соединените американски држави ги поттикнувале сите страни да го забрзаат тој процес на проширување со државите од Западниот Балкан. Во ситуација во која што сме ние, кога проширувањето, односно интеграцијата на нашата држава е замрзната на некој начин заради еден билатерален спор, она што може да се очекува е едно ангажирање на американска дипломатија, меѓутоа јас би рекол повеќе зад затворени врати отколку јавно и кај двете страни, во конкретниот случај и кај нас и кај соседна Бугарија, како и кај високите представници на европските институции и државите, големите моќните држави членки на Европската унија, со цел да се надминат тие спорови. Она што можевме да го видиме во изминатите циклуси на проширувањето, па дури и во ситуациите во кои што ние имавме некаква блокада, разречувањето на спорот со Грција, па дури и, ако добро се сеќаваме, и решавањето на определени црковни прашања, имаше определена улога и американската дипломатија. Јас верувам дека американска дипломатија е активна и на ова поле. Во периодов што е пред нас, веројатно и политиките, надворешните политики и на САД и на државите членки на Европската унија ќе бидат фокусирани кон некои други прашања, меѓутоа проширувањето не би требало да се запостави и јас верувам дека во една координирана активност нашата дипломатија заедно со американската дипломатија и соседната бугарска дипломатија ќе се обидат да отворат еден диалог. Секако тука ние имаме сега повторно предвремени парламентарни избори во Бугарија, веројатно ќе дојде до нов распоред на силите таму и после тоа ќе може да очекуваме дека не само на билатерално ниво, туку и со вклучување на американска дипломатија можеме да имаме една подобра ситуација. Добро, го употребивте и вие. Во Македонија се користи терминот билатерален спор, нешто што Бугарија го отворила. И изминатата недела имавме такви пораки. Македонија и Бугарија велат немаат билатерален спор, Македонија има неисполнети обврски кон Европската унија и со такво поставување на темата практично и нема зашто да се води диалог на билатерално ниво, туку единствено помеѓу Македонија и ЕУ. Тие два процеси треба да ги анализираме паралелно. Односно, според мене, активностите кои што нашата дипломатија ги спроведува за одмрзнување на овој процес треба да се одвиваат паралелно и со институциите на Европската унија, меѓутоа клучот јасно е дека лежи кај соседна Бугарија. Доколку ние со соседна Бугарија најдеме некакво решение за овие прашања кои што ги обтоваруваат билатералните односи, тоа веднаш ќе биде прифатено од останатите членки на Европската унија и од институциите. Значи, точно е, оние позиции кои што за жал беа прифатени од нашата тогашна влада, се дел од документите на европските институции, меѓутоа доколку ние успееме да го прошириме тој процес на, односно да додадеме некакви елементи во тие документи, што ќе го олеснат нашето интегрирање во Европската унија, односно завршувањето на сите тие процеси што треба да се завршат тука, тогаш сметам дека тоа ќе биде и прифатено од европските институции. Значи и со Европската унија, меѓутоа клучното е ние да најдеме заеднички јазик со соседна Бугарија. Добро, Нумовски, колку е одржлива нашата сегашна позиција? Подготвени сме да чекаме, ако треба и децении. Па не мислам јас дека ќе чекаме децении и ако чекаме еден долг период до сега, сепак таквите најави на некој начин ја одразуваат цврстината на позициите кои што ги има нашата влада. И мислам дека сме во една ситуација кога што повеќе гледаме притисок врз нашата влада за ова прашање, толку повеќе се зацврстува незината позиција, односно тој притисок честопати знае да биде и контрапродуктивен. Не мислам дека нашето членство во Европската унија ќе се случи за 30 или 40 години, меѓутоа она што треба да се направи како чекор, како една политика, односно уставните амандмани и некои други прашања, треба да бидат проследени со определени чекори и од страна на европските институции и од страна на соседна Бугарија, и тоа повеќе пати е кажано од страна на нашата влада и високите представници, и според моите информации тоа е јасно дадено до знаење и до високите представници на некои од државите членки на Европската унија. Значи, позицијата на владата останува, би рекол,
цврста во тој поглед, меѓутоа доколку внимателно се анализираат изјавите, сметам дека постои простор да се направи пробив во поглед на ова прашање, доколку нашите чекори се паралелно следени и со определени чекори од соседна Бугарија. Добро, опозицијата бурно реагира на таквите цврсти позиции како што велите на владата и особено на ваквите пораки дека сме подготвени да чекаме колку што треба да се чека. Тоа значи многу генерации да не дочекаат полноправно членство. Како гледате на најавата дека ќе бидат испратени писма до европските метрополи за да бидат информирани за ваквите процеси во земја? Па јас мислам дека ние повторно сме сведоци на една несинхронизираност во однос на можните решенија за надворешно политичките прашања меѓу власта и опозицијата и долг временски период во многу наврати сме го повторувале тоа дека е потребно и власт и опозицијата најпрво да изградат една заедничка позиција внатре, а потоа заеднички да настапат кон европските институции и кон соседна Бугарија. Гледаме дека тоа не е возможно, односно дека опозицијата со тој свој потек веројатно ќе представи различни позиции кои што се различни од позициите на македонската влада. И со тоа ние не го постигнуваме тоа толку посакувано национално единство во надворешната политика. Ако за некои внатрешно политички прашања тоа би било потешко, сметам дека за надворешно политичките прашања, за позициите кои што ги имаме, ние треба да имаме конечно една јасна национална изградена позиција во која што ќе бидат вклучени и партиите од власта и партиите од опозицијата. Ова не е начинот да се постигне тоа национално единство за овие прашања. Сметам дека пред да се направи таков потек треба да се направи еден чекор внатре, односно да се подаде рака и од власта и од опозицијата и да се формулира заедничка позиција. Затоа што позицијата на македонската влада и би рекол македонската држава ќе биде многу посилна ако е поддржана и од страна на опозицијата. А доколку ние имаме различни позиции презентирани преку некакви писма, преку официјалните дипломатски канали имаме друга позиција, тогаш нема да не доживеат многу сериозно во европските институции и нема да добијат чувство дека ние сме обединети и цврсти во оваа позиција, односно дека постои едно разногласие. Секое разногласие и различни позиции помеѓу власт и опозицијата јасно е дека може да биде употребено или злоупотребено од страна на оние фактори на кои што не им одговара Македонија да направи чекор напред. Да, но и слушаме од опозицијата повици за средба на која што ќе се согласат во минатото. Имаше некои обиди да се согласат позициите, но меѓусебната риторика помеѓу политичките партии воопшто не ветува дека може конструктивен диалог да се случи. Ако некој го нарекува мекотел, друг го нарекува со друг погреден збор, како може да очекуваме дека е можен компромис, договори, заеднички настап за најважните теми? Тоа е еден од најсериозните предизвици на нашата политичка сцена. Ние и во минатото сме биле сведоци пред 10-15 години или повеќе, кога постоеше една нетрпеливост помеѓу политичарите, помеѓу лидерите, помеѓу политичките партии и таа поларизација не одговара ниту на едната страна, ниту на другата, а најмалку одговара на граѓаните. Така што сметам дека би требало да се надминат сите оние суети и би рекол позиции кои што значат непремостливост на разликите помеѓу политичките партии. На крајот на криштата, влезот во Европската унија е нешто што ќе донесе корист за граѓаните кои што гласаат за различни политички партии. Значи, и гласачите на власта, партиите од власта и на оние од опозицијата ќе имаат корист доколку ние направиме чекор напред и целта е веројатно иста, меѓутоа треба да се договориме за методологијата, како нашата позиција да биде поединствена и како со таква поединствена позиција ние да бидеме доживеани посериозно од страна на европските институции и државите членки на Европската унија. Васко Нумовски, во тема на денот ви благодарам за вечерашното гостување.